الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Благодарност му припаѓа на Аллах Джелешануху. Салават и селам му испрашаме на посланиот Божи пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на неговата чесна фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои го следат во судниот ден. Денес ќе зборуваме за мали дела кои на ахирет имаат голема вредност. Блазен на оние луѓе кои настојуваат да бидат на патот кој се постигнува Аллахово задоволство. Верникот не е само да изостави ниедно добро дело, бидејќи не знае кое добро дело може да биде причина за негов спас на судниот ден. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем напоменал дека некој човек тргнал гранка со трниот патот, каде што поминуваат луѓе со цел да не ги вознемирува, па Аллах му простил. Како и жена блудничка напоила куче со вода, влегла во џеннет, иако не знаела дека за толку ситно дело ќе биде наградена. Во сура Ибрахим Аллах Джелешануху велит: добриот збор е како добро дрво, коренот му е цврст, а гранките му се на небото. Ова ни покажува дека еден добар збор може да има голема вредност и наградата, исто така и малата садака спаѓа во добро дело, на кое пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: чувајте се од огнот, па макар со половина урма дадена како садака, а тоа значи дека и таа најмала садака може да биде причина за спас на судниот ден. Зикрот, спомнувањето на Аллах. Постојат зборови кои се лесни за јазикот, но тешки на вагата на добри дела, кои се многу сакани кај милостивиот. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи л-азим. Затоа, драги браќа и сестри, треба многу да го спомнуваме Аллах, особено во месецот Рамазан. Многу луѓе ќе се изненадат на судниот ден кога ќе видат дека некои мали дела станале големи, а некои големи дела станале мали. Причината за тоа е искреноста. Аллах не ја гледа само големината на делото, туку искреноста на срцето. Затоа да се трудиме, делата да ги правиме со искрено срце. Дошол некој човек кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, во лицето бил покриен со железо и му рекол: о Аллахов пратенику, да примам ислам или да се борам, пошто тој не бил муслиман. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем му рекол: прими ислам, па потоа бори се. Тој примал ислам и се борел се додека не паднал шехид. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: малку работел, а многу е награден, бидејќи меѓу него и џеннетот немало друго дело, освен шехадетот и борбата на Аллаховиот пат. Па во таа битка заслужил џеннет без да направи ниту една сежда. Овој хадис го потврдува фактот дека возвишениот Аллах дава голема награда за мало дело, а тоа е израз на неговата благодарност. Исто така, овој хадис ја потврдува грижата на пратеникот салаллаху алейхи ва селем во упатување на луѓето во она што е највредно на овој свет, а тоа е примање на ислам и правење на добро дело пред влегување во борба на Аллаховиот пат. Драги браќа и сестри, не потценувајте ниту едно добро дело. Можеби една насмевка, еден збор, еден добар збор или мала садака ќе биде причината Аллах да ни прости гревови, да не внесе во џеннетот. Аллах Джелешануху во Куранот вели: Аллах нема да изгуби награда на оние кои прават добро. Затоа во Рамазан и во текот на целиот живот да се трудиме да правиме што повеќе добри дела, макар тие да изгледаат мали. Нека Аллах Джелешануху ги прифати нашите дела, нека ни ги изголеми наградите и нека не направи од жителите на џеннет. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.